you make time И навистина ни е мило што имате заедно време to be here и што одвоивте време да бидете овде. and that you want to learn about more living like Jesus. И за тоа што сакате да научите повеќе за тоа како да бидете послушни на Исус. And in the place we live, Ronald and I, Во местото кај што живееме, Роналд и јас, we work a lot with young people. многу работиме со млади луѓе. We love young people Ги сакаме луѓето, because you have life in you ги сакаме младите заради тоа што имате живот во вас and you have all kind of ideas. и сте полни со разни идеи. And sometimes the elder people say, "Oh, is that going to be okay?" И понекогаш младите велат добро, се ќе биде во ред, односно постарите. But we want to bless you with how the Lord has made you, and we want to honor you that you are here. Но сакаме да ве благословиме за тоа што Бог ве создал и милује што сте овде. And first, I tell something about Ronald and me. Најпрво сакам да кажам нешто за Роналд и мене. We are married now 22 years, 22 години сме во брак. and we have not. And we do not have a perfect marriage, Да не мислите дека ние имаме совршен брак, but together with the Lord, но заедно со Господ we enjoy our marriage. се радуваме и уживаме во нашиот брак. Yes. I think when Ronald's here, he would say he has a perfect, he has a perfect marriage. I don't know what you mean. Yes. Okay. And Ronald and I came from a very different background. Роналд и јас доаѓаме навистина од различни позадини. Ronald is the youngest in a family of 3 boys. Роналд е најмладиот во семејство од 3 машки деца. And later on, his family gave their lives to Jesus. So he did not grow up really with knowing Jesus. И малку подоцна во животот тој го запозна Исус. Only pray for the food, Lord bless the food, and that was it. Значи, само се молеле за храната, но не знаеле ништо повеќе помалку за Исус. And I grew up as a girl in a family of 4 girls. Јас пораснав како девојка во семејство кај што бевме 4 женски деца. And I'm the oldest. И јас сум најстарија. And I grew up in a very traditional family. За разлика од него, јас пораснав во семејство кое што е многу традиционално. In the Netherlands, you call it a Dutch Reformed Church. Во холандска реформирана црква. And they talk a lot about sin. Кај што се зборува многу за грев. And that what you all do wrong. Кај што се зборува за сите лоши работи што се прават. And it's something that you have to earn the love of God. И понекогаш добиваме чувство дека треба да ја заслужиме Божјата љубов, слушајќи го тоа. And you not be sure if you get saved. И слушајќи го тоа не бевме сигурни дали сме спасени. So it was very different. And when we were young, when I go to the church, we have one main street in Veenendaal where we live. I think. Бевме млада и оде во црква имаше една главна улица во нашиот град кој што одевме. And I think we are the same age. И мислам дека бевме иста генерација. So when I walked to church, кога одев јас во црква, Ronald came out of the pub. тогаш Роналд избегуваше од клубот. Yes, we had really a different life. Имавме тотално различни животи. So it's very special that the Lord brought us together. И навистина е посебно тоа што Господ не спои нас заедно. And I met Ronald and it touched me because it was special. И јас го запознав Роналд, бидејќи тоа беше Божиот допир и беше нешто посебно. After that he gave his life to Jesus. Откако Роналд го предаде својот живот на Исус. And he set that year, the whole year apart. И тој одвои цела година. For being with the Lord. Цела година одвои за да биде насаму со Господа. He did some evangelism. Тој евангелизираше во тоа време. He learned discipleship. И правеше учеништво. And worship. И го славеше Господа. Yeah. So when we met each other. Затоа кога се сретнавме ние заедно. And in the meanwhile, I gave my life also to Jesus. Во меѓувреме јас gave your life.
I mean. Во меѓувреме јас сум предал твојот живот на Исус And I learned to know that the Lord Jesus has also died for me, и научив дека Господ Исус Христос умрел за мене so that I can be sure that I'm going to live. и затоа можам да бидам сигурно дека тој живее. And I was searching. И јас истражував. I was searching for the things of the Holy Spirit Истражував за работите на Светиот Дух, and a gift of healing дарот на исцелението and other gifts of the Spirit, и останатите дарови на Светиот Дух. because I didn't learn that in church. Бидејќи тие работи како дете во црквата не ги научи. So we met each other. И се запознавме We recognized by each other that we have the love of Jesus. и кога се запознавме дека и двајцата ја имаме љубов на Христова во нас. So that was great. И тоа наистина беше прекрасно. And I can ask Ronald all kinds of things. И можам да разговарам со Ронald за сите работи. And sometimes I think he gets tired of me. И понекогаш да мислам дека он се изборува во тоа колку I didn't know all these things. Зашто јас не ги знаев сите овие работи, духовни, не беа познати. Yes, but he was patient Но тој имаше трпение кон мене. and learned me a lot of things from the Holy Spirit. И ме научи многу работи за Светиот Дух. So that's special, and I'm really grateful to the Lord that He arranged that. Тоа е посебно и заради тоа благодарам на Господа затоа што Господ ја испланира таа наша средба. And when I was asking the Lord for this afternoon, И кога го прашувам Господа за ова попладне, what we could share, што е она што сака Господа да споделиме, the Lord gave me one sentence, and it's in Joshua 24:50. Господ ми даде една реченица која што се наоѓа во Стариот Завет во Исус Навин. And it says, as Joshua 24:15. Значи, гледаме во Стариот Завет Јошуа, Исус Навин, односно 24, And it says, 24:20. 24:50, as for me and my house, we will serve the Lord. Вели, но јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. 24:15. So that's what's on my heart for today. И тоа е она што Бог го остави на моето срце денес. It's actually the most important. И тоа е она најважно. If we all say, as for me and my house, we will serve the Lord. Да сите кажеме едногласно, јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. And it's like a proclamation. Тоа е една објава, изјава на верата. Joshua in that time said to the nation of Israel, Исус Навин во тоа време им кажа на израелците, you have to choose by yourself, сами треба да изберете, but as for me and my house, we will serve the Lord. но јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. So that's the base verse for this afternoon. И тоа е основниот стих за ова попладне. And how does it look like in daily life? Како изгледа тоа во секојдневниот живот? Have a look. Yeah, it says it's a personal choice. You have the choice to say, as for me and my house, we will serve the Lord. Види, ова затева личен однос, односно личен избор, да кажеш да, јас и мојот дом избираме да му служиме на Господа. And serving God is a decision. И Господ сака одлука. It's not a feeling, Не е тоа чувство само, it's a decision. туку цврста одлука. And I will share you a little story. I try to make it short. To also say in difficult times, as for me and my house, we will serve the Lord. When we were just married, Но исто така и во тешки моменти ја кажуваме оваа реченица, јас и мојот дом ќе го служиме на Господа. Например, кога ние се земавме, I get sick. јас се разболев, I was ill. I had the Hodgkin lymphoma, it's cancer in the lymph. имав рак на лимфните јазви Yes, and we were not a year married. It was within a year. и немаше ни една година како се земавме, беше само една година во нашиот брак. And I was pregnant. И јас бев дрегнен. And Ronald just started his own company. И
И во тој момент Роналд ја основаше неговата компанија. So that was heavy. И беше тежок период. And a friend of mine И еден наш пријател saw that I had a big sweat, забележа дека имам голем оток на врат. but I thought I was pregnant, everything is going big. Но јас мислам затоа што сум бремена, се расте веќе во мене. So it will not do any harm. Помислив дека не е кој знае што. But I went to the doctor, Но отидов на доктор and I think he recognized that it was not good. и докторот препозна дека ова не е нешто што не е во ред. But he didn't tell me that right away, Но не ми го кажа тој тоа. and maybe because I was pregnant at the end. Може би бидејќи бев на крајот на мојата бременност. So I have some onderzoek, research in the hospital. И во болницата ми направија малку истражување, испитување. Yes, and within myself, I was in a doubt if it would be okay. И јас се наоѓам во сомнеш, се сомневам дали се ќе биде во ред со мене. But then I first gave birth to our eldest daughter. Но тогаш се породив со нашата најстара ќерка, That was on a Sunday. беше недела ден. And her name is, that's nice to say, it's Naisa, and it means miracle of God. Her name is? Naisa, Нејзиното име е на Иса и тоа значи чудо Божјо. as he is. И навистина е. And the next day we get a phone call from the hospital that I need to come to the hospital. Откако се породив, следниот ден ми се јавија во болницата да одам во болница. But Ronald said that's not possible because he yesterday gave birth to our daughter. Но Роналд рече ова не е можно, она вчера само што се породи. But after that, when I could walk again, like after a few days later, Но после неколку дена отидов. we go to the hospital, Отидовме во болница and the cancer was diagnosed after a couple of research sessions. и таму ми го диагностицира ракот, откако направија неколку сесии истражувања и испитувања. And a month later, I was on chemotherapy. И последен месец ме ставија на хемотерапија. So it was a hard time. Беше тоа навистина тешко време. But in all the time when I was ill, it went like a year. First, chemotherapy, and also, I don't know the word in English, radiation therapy. И во тој месец кога започна хемотерапијата и зрачењето, We felt the Lord very close. го почувствуваме Господ дека е многу близко до нас. Lots of people were praying for us, Многу луѓе се молеа за нас. and we could still say the whole period, as for we and our house, we will serve the Lord, and the Lord. И покрај сега можеме да кажеме, ние, јас и мојот дом ќе го служиме на Господ. And that's real grace. That's not human. That's not from us. Тоа е Божјата благодат. Тоа не е од нас луѓето нешто за што би можеле ние да се бавиме. So to be hold on together and to the Lord. За да можеме да се држиме како семејство заедно и да се држиме сега за Господа. And that was one thing. So it's a choice to stay connected with the Lord and with each other. Значи, како што реков, ние избравме да останеме поврзани еден со друг и да бидеме поврзани за Господа. And the second thing as for me and my house, we will serve the Lord. И втората работа од овој стих, јас и мојот дом ќе го слушаме на Господа. It gives spiritual leadership in the family. Тоа значи духовно водство во семејството. When Ronald's eyes are fixed on the Lord, Кога Роналд се фокусираше на Господа, then that's what I love the most. тоа е она што најмногу ми се допаѓаше. Because then there's peace in our family. Тогаш во нашето семејство ги собивуваше мир. And he's being a father and a husband from Jesus. И тој беше на вистина од Бог даден да биде сопруг и да биде татко. And it's also a collective commitment. И тоа е исто така, значи колективен заедничко посветување. It's also that the wives and the children can say, as we also. Треба и жената и децата да кажат и вие ќе му служиме на Господ.
So I think the impact of this is, it's big. Верувам дека влијанието на ова е големо. And it's like the threefold cord where John also was talking about. И тоа е Again, the threefold cord. So тоа е како јаже кој што е 3 пати преплетено. From Ecclesiastes 4, За verse кое 12. што пишува во проповедник Ecclesiastic 4 verse 4 verse 12. во проповедник 4:12 зборува за тоа. When you have a twofold cord, А кога имаш јаже кој што е врзано од кој што се состои од две замотани вртки, it doesn't stick together. You can break it. тие не се врски баш убаво врзани, може да се разберат многу лесно. But when Yes, when it's a threefold, and I'm a father of a son, Но also of 2 girls, so I know how to make a threefold cord. Но кога станува збор за јаже кој што е тројно испреплетено, Because in the morning, before they go to school, зашто do the hair. they have to do the hair, три девојчиња наутро пред да одат на школа треба да им ја средно косата also much nicer. и косата ним на многу хубаво изгледа од ова јаже. But the white cord stands for Jesus. Но белото јаже го репрезентира Исус. And you can't easily get it out. you cannot get it out. И тоа не можеш многу лесно да го извадиш. So that's when Jesus is in our midst. И тоа He brings us представува together. кога Исус ќе биде посреде нас, тој е оној кој што ќе не држи да бидеме цврсто заплетени еден во друг, да не се лесно раздвојува. And a little testimony about when Ramon was ill. И едно мало сведоштво да спомнам кога Ремона беше болна. There were people that were saying to us, Имаше луѓе кои што доаѓале и велеа how do you do this? како се справувате со оваа ситуација. And we felt every day the Lord was carrying us. И секој ден ние чувствувавме дека Господ е оној кој што не сацврствува. But also for me as the man of Ramona and the father of Naisa. Исто така за мене како нејзин сопруг на Рамона и татко на Иса. I felt the love that Jesus gave to me, Јас ја почувствував љубовта која што Христос мене ми ја даде. that now this was the time to share it more than I was overflowing of the love of Jesus. And I can give it to Ramona as well. Во тој момент, во тие тешки времиња, јас бев преплавен од љубовта на Исус Христос и затоа може таа љубов да им ја дадам и нив. Because I had learned a few years ago that I was in Christ and Christ was in me. Зашто неколку години претходно бев научил дека јас сум во Христос и Христос е во мене. So that's very important that you felt the love of Jesus in your life. Ова е многу важно да ја чувствуваш љубовта на Исус во твојот живот. So that you want to share. И ако тоа го имаш, тогаш и сакаш да споделуваш, и сакаш да споделуваш таа љубов. And that's the secret in the marriage also, that you can share it with each other. И тоа е тајната на бракот што може да љубовта Христова да ја споделувате помеѓу вас. And that makes it very strong. That's the threefold. Тоа е она кое што не прави да бидеме цврсти во вашиот брак, тоа е тројно преплетено јаже. Thank you. И благодарам. So, as for me and my house, we will serve the Lord, does not mean domination, Затоа оваа реченица, овој стих, јас и мојот Бог ќе му служиме на Господа, ова не значи доминација, but responsible and loving service. туку одговорна и служба со голема љубов. Now, I want to look with you at Ephesians 5. Сега ќе погледнеме заедно во
послание до Ефесијаните, 5 глава, And first, the verses 1 and 2, првиот и вториот стих, Ephesians 5, verse 1 and 2. Ефесијани 5, 1 и 2. Oh, 2 minutes, okay. Okay. Then I read the word and then after that we go further, yeah. We have a little break. Стихот и потоа ќе одите на пауза. Alright, follow God's example. И така, угледете се на Бога, Therefore, затоа, as dearly loved children and walk in the way of love. угледете се на Бога како возлюбени деца и одете во љубов. Just as Christ loved us Како што и Христос ве љубеше вас and gave himself up for us и се предаде себе си за нас, as a fragrant offering како принос и жртва на Бога and sacrifice to God. за благопријатен мирис. And then we go further at verse 21. И одиме надолу во 21-иот стих, And that's a very famous part about marriage. и ова е многу важен стих, позна стих на темата за бракот. Submit to one another out of reverence. Покорувајте се еден на друг во страх од Христа. Wives, submit yourself to your own husbands as you do to the Lord. Жени, покорувајте се еден на друг со страхот од Господ. For the husband is the head of the wife, Зашто мажот е глава на жената, as Christ is the head of the church, како што и Христос е глава на црквата. his body, И тој е спасител на телото. of which he is the Savior. Спасител на телото. Now, as the church submits to Christ, И како што црквата му се покорува на Христа, so also wives should submit to their husbands in everything. така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Husbands, love your wives, Мажи, љубете ги своите жени, just as Christ loved the church and gave himself up for her, како што Христос ја засека црквата и се предаде сам себе си за неја, to make her holy, за да ја освети, and cleansing her by the washing with water through the word, очистувајќи ја со водно капење во словото, and to present her to himself as a radiant church, и да ја представи пред себе славната црква, without stain or wrinkle, која нема дамка ниту брчка or any other blemish, или нешто слично, but holy and blameless. за да биде света и непорочна. In the same way, Така и мажите husbands ought to love their wives as their own bodies. се должни да ги љубат своите жени како своите тела. He who loves his wife loves himself. Тој кој што ја љуби својата жена, се љуби себе си. After all, Зашто никој no one ever hated their own body, никогаш не го замрзил своето тело, but they feed and care for their body, но го храни и го стоплува, just as Christ does the church. како и Христос црквата. For we are members of his body. Зашто ние сме членови на неговото тело. For this reason, a man will leave his father and mother Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си and be united to his wife, и ќе се прилепи кон својата жена. and the two will become one flesh. И двајцата ќе станат едно тело. This is a profound mystery, Оваа тајна е голема, but I'm talking about Christ and the church. а јас зборувам гледајќи на Христос и на црквата. However, И така, each of one of you секој од вас also must love his wife as he loved himself, да ја љуби својата жена како што се сај на себе си, and the wife must respect her husband. а жената да го почитува својот маж. Амин. Now we go for the word. Yeah, you can talk about this when you have a break. You have a good, yeah. Сега после оваа сесија имаме пауза и за време на паузата, наместо да зборувате за властоличките кои што туку треба да пристигнат, разговарате за овој стих и ова што сега го прочитате. Имаме пауза од точно